Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Астрорум. Многу се радувам кога во оваа емисија гостуваат луѓе кои што се од научната сфера, но науката ја приближуваат на таков едноставен начин до пошироката јавност што таа станува општа култура и јавен интерес. Кога ќе ви го представам соговорникот, ќе ви стане јасно за кого зборувам, бидејќи не постои посетител на Музеот на Македонија кој што не присуствувал на некоја интересна изложба, некој интересно предавање. Станува збор за нашиот археолог, доктор по науки, Гоце Наумов, кој што јас го знам од музичките води, бидејќи е дел од два култни бендови кај нас, но сега главната тема за разговор е предисторијата, неолитот и така натаму, но прво ќе му посакам добре дојде на Гоце, добре дојдете во Астрорум. Добре те најдов, Бранка, и ти посакувам и тебе убаво интервју. Јас верувам дека ќе биде така, зашто има толку интересни теми. Само да начнам, сите ќе се сетат на Врбјанска чука, на концерти, организирање таму. Значи, вие секогаш гледате не само да ја завршите вашата работа, вашиот дел од работата, научниот и оној практичниот, туку овие археолошки локалитети, сите нови сознанија од научната област да ги доближите до нас, да не информирате и предпоставувам да заинтригирате нова научна сила. Кажите ми колку години вие имате богата биографија, но јас ќе се правам дека не знам за да ве доближиме до поширок круг на луѓе. Од кога се занимавате? Дали почнавте со студиите или од претходно имаше таков интерес? Па интересот секако е врзан за нашите детства. Нели многу психолози викаат дека голем дел од нашите одлуки што ги правиме кога сме возрастни всушност се некако акумулирани или генерирани во нашето детство, така да јас од тогаш имам некоја фасцинација со старите култури, особено со племенските култури, и таа несвесно си тлеела, нели, како идеја, како еден вид на етичка определба, за да после кога нели пораснав, доколку сум нели пораснат се уште, дефинитивно се кристализираше во форма на археологија и наука и музика секако, така да на тој начин и продолжив да ја развивам и да се насочам кон една, да речем, научна сфера која ми е мене многу драга и блиска, и среќен сум за изборот што сум го направил. А се базира нели на некои детски фасцинации. Со оглед на тоа на која генерација и припаѓате, предпоставувам дека имавте избор на емисии кои што можевте да ги следите. Ние сите сакавме опстанок, ги сакавме тие документарни емисии кои што ги имаше во изобилство и на нашиот национален канал, но и кај соседните сега веќе посебни држави. Ви интересираат тие работи, на тој начин најблиску допревте до она што ќе ви биде животна определба, или можеби престојувавте на село па ве интересираше етнологијата, песните, старите обичаи, наследството? Дефинитивно како мал бев зависен од документарци. Мислам, не ги разбирав, меѓутоа многу го сакав тој амбиент на контемплативно говорење и не знам слики поврзани со природа. Така да јас имав еден вид на, кажам, откровение кога ги гледав тие документарни филми, меѓутоа не знаев
не ни бев свесен дека тоа на некој начин ќе биде после моја идна определба. Секако и престојот во планини, во природа често и после, не знам, почетокот на средношколските денови, ресите за оние архаични племенски култури, си го направија своето да ете некаде во факултетските денови и решам да работам пред историја, нешто што е најблиску на она што како дете сум го почитал, сум го сакала и се уште ми е некаква етичка определба. Од она што можев да прочитам, вие практично и уште за време на студиите почнувате сериозно да се занимавате со науката, секогаш ве интересирало да појдете надвор, да сте учесник во проекти, да настапувате со реферати на конференции, симпозиуми. Дали тоа самите студии беа така организирани или сепак останува на ентузијазмот и желбата на секој кандидат поединечно, зашто во сите области кога говориме кај нас некако не можеме да се пофалиме со систем, со нешто на тој начин организирано, колективно. Како течеше тој период на усовршување? Па дефинитивно како и денеска, како и за сите возрасти, ентузијазмот е суштинска определба, односно или го имаш или го немаш. И тој делува и во студентските денови да некој сам избере да прави некои работи што не ги возможува нели образовниот систем. Така да во таа смисла сметам дека имаше можности кои јас сакав да ги искористам и патував и доста, бидејќи од очигледни оправдани причини нашето образование е ограничено и базирано на некои сознанија од, да речеме, 60-тите, 70-тите години, а во светот се случуваат се уште и тогаш се случува многу нови промени во археологијата кои беа достапни дури и тогаш. Така да затоа и сакав да патувам и да учам преку разни конференции и проекти за новините во светската археологија, што дефинитивно ми помогна понатаму и на ниво на остварување и контакти, но дефинитивно и на применување методи кои кај нас не се присутни се уште за жал, а кои се прилично достапни во светот и кои можат да се совладаат и да возможат многу подобар пристап во проучувањето. Така да и ден денешен не е истиот принцип. Мислам дека тоа е нешто што кај многумина функционира, да решите да работите нешто и после тоа да го следите сите можности кои ги имате да ги користите. Од друга страна, дефинитивно имаше и професори кои многу ги почитам, кои на некој начин ми помогна да подобрам одредени своји карактеристики научни, што дефинитивно помага и во сериозноста и натамошна во пристапот, така да не е се само индивидуален избор, туку и некогаш и комуникација со вистински луѓе, бидејќи кога сте млад, некогаш треба и да имате некаква насока или барем некакви отворени порти за да може тоа да го развиете во нешто што ќе биде многу по-солидно видно. Вие ги поминавте сите скалила образовни, докториравте, се усовршувавте, патувавте на формален, неформален начин, на секаков и во вашата професионална биографија се споменуваат институции како Ермитаж, Сорбона и така натаму и така натаму. Кажете ми дали ние премногу мистифицираме дека ни е развиениот свет во научна смисла, во вашата смисла далеку, или се е достапно доколку сте конкурентни, додека имате нови информации интересни за научната јавност, секогаш вратите се отворени, или пак навистина некогаш постојат и административни проблеми, актуелни политички констелации и така натаму. Како беше во вашиот случај? Па, секако дека доколку сакате да реализирате нешто, имате идеја и намера и јасна слика, тоа ќе можете да го реализирате. Нормално секој пат е тежок и комплексен, меѓутоа доваѓате до некоја, да речем, цел или одредена точка од која после натаму се развивате. Така да мислам дека звањата, титулите, тоа може би во некој формален свет тоа функционира, меѓутоа навистина ништо не значи ако сте доктор, а немате јасно предела што сакате да работите, или ако немате постојано сознание, односно желба да ги зголемувате вашите сознанија, исто како и во првите студентски денови, така да светот тоа го препознава и кога ќе видат дека исте љубопитен, но имате и што да кажете, тогаш вратите се отворени и затоа имав можност
овие 10 на 15 години да бидам во некој од можеби најеминентните универзитети и во Британија, и во Европа, и во Америка, да бидејќи навистина луѓето сака да го слушнат тоа што го имам како сознание, а и сака да возможат да ги збогатам своите сознанија со, да речем, нови пристапи, нови методи, така да никој до сега нема затворено врата. Ако фино се аплицирате, има разни програми, и ако доволно добро го правите тоа, тогаш дефинитивно светот ви е на дланка и можете да бирате што сакате да истражувате, тоест да учите и после истото да го пренесете или примените онаму каде што сте решиле да работите. Така да во таа смисла јас дефинитивно имав голема среќа и можност да бидам, да речем, гостин и предавач, но и истражувач во разни европски и американски институции и на тој начин да ја збогатам мојата скромна, едукативна, да речем, историја и да пристапам со нови методи кои, барем еве сега гледам од денешна перспектива, многу ми помогна подобро да го разберам неолитот, на некој начин да формирам тим и да комуницирам со одлични луѓе во Македонија и во Европа, со кои направивме комуникација и достигнувања за кои сум прилично, да речем, радосен и драго ми е што сите тие искуства претходни, кои не се само на ниво на едукација, туку и на ниво на развивање комуникација, овозможија да направиме нешто што мислиме дека е вредно и нешто што допрва ќе ги отвара портите на предисторијата во Македонија. Вам ви е специјалност неолитот, меѓутоа, пошто станавте, ајде ако можеме да кажеме, популарен во научниот свет, со која тема? Знаеме дека работевте на наколните населби, работевте на археолошките локалитети, спомена Врмјанска чука и уште многу други ваши истражувања. Што беше најинтересно за странците? Со што почувствувавте дека сте навистина супериорни, да кажеме, иако во науката никогаш не смееме барем да инсистираме на некаков си ексклузивитет, меѓутоа каде се почувствувавте дека го имате најсилниот адут да ги заинтересирате, за да ве побараат, да се вмрежат со вас, да посакаат да соработуваат на одредена тема? Мислам, работите почна да се одвиваат од онаму каде што јас ги започнав своите први фасцинации со неолитот, тоа се материјалната култура и обредите, тоест условно речено уметноста во неолитот и символичките процеси кои се типични за првите земјоделски заедници. Така да тоа беа сликаните садови, прекрасните неолитски сликани садови и фигурините. Потоа тоа се разви во една сериозна тема истражување на неолитското тело и концептот на телесност во неолитот, како луѓето тогаш всушност го земале телото како една референца за нивниот светоглед, и тоа мислам дека беше една специфична тема која не беше многу обработувана надвор во светот и тогаш и почна и првите, да речем, поважни контакти. А секако потоа тоа се разви и во нешто што е многу по-детално. Например, мене општо ме интересираше тој символички свет на неолитот, меѓутоа сакав да знам како е тој создаден, во која средина е создаден и што е типично за таа средина. Па пред 10 на 15 години почнав и со истражување на Пелагонија, односно на различни аспекти на Пелагонија, географски, културни, а сега и локални на ниво на населби, така да и од 90 години веќе теренски истражувам со разни мои драги колеги низ Пелагонија и на тој начин уствари тоа се претвори во уште еден, да го наречем условно речено, трейдмарк, бидејќи Пелагонија сама по себе е прекрасна како денес, така и во неолитот, и кога тоа ќе го презентирате на едно, да речем, професионално ниво, тогаш луѓето се навистина заинтересирани, благодарение на тоа и многу странски соработници посака да соработуваат со нас и еве се заеднички работиме се уште на Пелагонија, се надам и понатаму во иднина. И допрва следат интересни и одлични резултати, иако веќе имаме некои од, да речем, резултатите кои се можно фантастични според она што како можност, како Македонија го имаме, како, да речем, капацитет и административен, и научен, и инфраструктурен, така да сметам дека сите овие
трейдмаркови, како што беа, мислам, научни трейдмаркови, како што се неолитските садови, неолитските фигурини, антропоморфните модели, тумбите во Пелагонија, сето тоа постепено се сублимира во една и тема која ја стави Пелагонија веќе на светската мапа на археолошки простори кои се прилично битни за истражување и за земање предвид кога сакаат научниците да го разберат неолитот, особено неговото ширење од Анадолија преку Балканот низ Европа. За вас секако тоа не важи, бидејќи вие храбро чекорите технолошки како и целиот свет, но јас морам да го поставам прашањето, бидејќи се уште кај нас се зборува дека е неопходно да се дигитализираат артефактите и така натаму и така натаму. Кажете ми дали вие се чувствувате во вашата сфера, во вашиот домен компетитивни со останатиот свет, бидејќи технологијата мора да е иманентна на денешната современа наука, не сме веќе да се разговара дали е потребна или не е потребна. Правите интересни, па дури видео спотови, ја чувствувате потребата од мултимедијално представување на сите ваши истражувања и сознанија. Во таа смисла, дали се следат кај нас стандардите за да можете многу лесно да се вмрежите во светските библиотеки, да кажеме, или архиви, или каде веќе го гледате интересот да се закачени вашите сознанија, кога велам вашите не само индивидуални, туку и колективни, овие што ги работите со колегите? Да, дефинитивно и во Македонија се следат одредени современи текови, за жал во многу помал број, бидејќи како што спомнав пред малку, сепак сме средина која поспора влегува во модерните текови, меѓутоа дефинитивно имаме талентирани индивидуалци кои се одлични стручњаци и да речем занетли во домен на новите технологии, а од друга страна соработуваме со разни стручњаци од европските земји, така да една од работите кои ги правиме е постојано дигитализирање на она што го работиме и користење на дигитални техники да ја направиме пред историјата попристапна за сите, не само за нас. Мислам, тоа се алатки кои нас ни помагаат да разбереме што истражуваме и кога не сме на терен, меѓутоа тоа се исто алатки кои ги прават и нашите сознанија попластични до оние кои никогаш не се занимавале со археологија, така да благодарение на овие соработки што ги имаме и меѓу нас во Македонија, но и со тимовите со кои работам и во Македонија и надвор Македонија, тогаш имаме некакви резултати, да речем, и достигнувања кои ги споделуваме од време на време. Мислам дека сепак и тоа го правиме во одредена мера ограничено, не сакаме премногу да ги бомбардираме луѓето со нашите сознанија, бидејќи тогаш стануваме досадни и предвидливи, но од друга страна кога имаме нешто што е по, да речем, пријатно за гледање во смисол на некаква визуелност или некаква реторика, наративност во домен на нашите сознанија, тогаш тоа го правиме и поблиско до пошироката јавност и секако реакциите се мощни, интересни и тоа е секако и потик да понатаму ги применуваме овие методи, а тие си неопходни во сегашната археологија, така да не можете да истражувате и да имате напредни сознанија ако не се занимавате со ортофотографија, со геомагнетно скенирање или со 3D моделирање на сондите и на одите и редица други дигитални технологии што моите драги колеги ги користат. Така да дефинитивно имаме многу алатки кои се користат и кои треба да се применат на вистински начин за да ти нас ни помогнат, но и на пошироката јавност да разбере што е тоа неолит, предисторија или било кој друг период од историјата на Македонија, Балканот и во светот. Вие работите институционално, односно делувате, бидејќи сте дел од институција, Музеот на Македонија, меѓутоа тоа ви се чинеше како тесна рамка за вашето делување, па основавте и други неформални организации, дружини, да кажеме, со кои што е полесно да станувате и дел од едно поголемо светско семејство. Како одеше со таа работа? И тука доцниме ние секогаш со процесите, но според успесите кои што ги постигнувате, значи сте го фатиле вистинското време за да почнете да делувате. Дали е тоа можеби рецептот за сите идни научници дека институциите и вон
здруженијата во институциите треба да бидат партнери и заедно да достигнуваат некаа цел. Да, апсолутно. Сметам дека институциите си имаат своји насоки кои добро ги следат и навистина голем дел од нив реализираат и помагаат за да културното наследство биде документирано, забележано, регистрирано и заштитено, но секако и неопходна и оваа комуникација меѓу институциите и независните, да речам, здруженија и организации, бидејќи на тој начин се овозможува еден поинаков вид на комуникација меѓу стручњаците. Затоа и од тие причини го формиравме Центарот за истражување на преисторијата, кој еве колку 6 години функционира и постојано има соработки со различни институции, државни институции во Македонија. Тоа се музеите во Битола, во Прилеп, во Охрид, Археолошкиот музеј, Градскиот музеј во Скопје, со Штипскиот музеј соработувавме, со Управата за културно наследство, така да со сите овие, да речем, институции имаме одлична соработка, одлични резултати, покажуваме дека всушност треба да се модернизира пристапот кон истражување и промовирање на културното наследство, така да тој треба да биде, да речем, во домен на сите структури кои се занимаваат сериозно со културното наследство и да му помогнат на, да речем, они што не се разбира од многу од археолошка наука или од историја на уметност или од етнологија, но и на другите стручњаци да овие сознанија можат да создадат некаква слика, некаква перспектива за она што се случувало во минатото и за она што ние го гледаме во минатото, бидејќи не секогаш она што го гледаме секој може да го види, па затоа ги користиме овие соработки и со нашите музеи и со меѓународните универзитети, па ги вмрежуваме и технологиите, сознанијата, на тој начин создаваме еден вид на заеднички резултат кој секако го споделуваме и со јавноста во одреден домен, колку што може не да и биде интересно, бидејќи од друга страна не можеме постојано да ги, да речем, популаризираме нашите сознанија, но тие да бидат и досадни, а некогаш и неразбирливи, затоа и правиме селекција на она што ќе биде интересно за пошироката јавност, а нашите, да ги наречам, досадни условно сознанија редовно ги презентираме на конференции, ние организираме самите конференции, правиме публикации, така да исто учествуваме во светски публикации со различни луѓе од тимовите и на тој начин всушност она што е тековно сознание го споделуваме, така да со центарот ние тоа приоритет сознанијата да ги, односно истражувањата да ги направиме на највисоко можно ниво и сознанијата да ги направиме пристапни до научната јавност и до пошироката јавност на секако едно завидно ниво, да не биде тоа дилетантизам и нешто реда ради направено, туку да биде нешто што навистина ќе остане во времето, бидејќи се што правиме во иднина се мери од многу подобри од нас и убаво е кога она што ќе го направите навистина ќе стане некаква референца за времето во кое сте работеле. И затоа сметам дека оваа соработка што имаме и со музеите во Македонија и со европските универзитети е одлична, бидејќи постои многу добра комуникација и одлични резултати. Затоа сум и благодарен на сите досегашни соработници во државните институции кои имале разбирање за ваква соработка, која не е типична многу во Македонија. Во светот имаме многу вакви соработки меѓу независни организации и државни институции. Сега почна тоа да се отвора малку во домен на современата уметност, така да нашата држава почна да комуницира и со така наречениот невладин сектор кој предложува програми, нови перспективи на културата, но во домен на културното наследство тоа е уште, како да кажем, свежа тема, но дефинитивно поради взаимното разбирање и довербата ние успеавме во последните 6 години заедно со сите овие државни институции кои ги набројав да направиме нешто што навистина може да биде гордост за македонската археологија и нешто што дефинитивно сите заедно не промовирани за Европа, бидејќи ние секогаш кога публикуваме или ги презентираме нашите резултати на конференции, секогаш овие институции стојат нивните имиња, така да тоа со текот на времето ќе создаде една нова слика и за македонската наука, дека сепак сите заедно придонеле во
некакви нови сознанија за во нашиот случај за предисторијата. И тоа мислам дека за 10 на 20 години или можеби за еден век ќе си има еден свој придонес кон создавањето на одредени, да речем, новитети или создавањето на нови текови во археологијата. Верувам дека ова, бидејќи има придобивката е повеќекратна и на повеќе нивоа, длабоко верувам дека и вие како дел од Советот на УНЕСКО во земјава ќе можете да ја пренесете формулата и таму да почнат работите така да се одвиваат, зашто знаеме еве што се случи, иако е оф топик, меѓутоа е горлива тема за сите нас што ни се случува со Охрид и дека конечно ќе биде свртено вниманието за важноста за нашето културно и природно богатство и дека тоа сепак некој го гледа, го мониторира и дека не можеме баш така независно да одиме ниту во пропаст, ниту во победа. Но да не ја ширам таа тема, да ве прашам како решавате што е тоа интересно за посетителите на музеот, каде што работите сега, неодамна имавте многу интересна изложба на фотографии, таа не е прва, ја паметам и она што беше од повеќе автори од Африка, сега е ова конкретно за едно племе. Кажете ми како сметате ли дека ова се начините јавноста да се привлече па да нурне подлабоко во она што го поседува музеот со едни вакви начини на приопштување на културата, на наследството, на археологијата, може да се прошири публиката, да се регрутира нова публика и така натаму? Дефинитивно, мислам, одговорот е потврден, но морам да признам дека мојот генерален пристап и во науката, и во останатите сегменти од живењето е секогаш джезот. Значи, джезот е одлична форма која ви дава и една поинаква, како да кажам, перспектива кон она што го работите, не само во домен на музиката, туку и во науката, како што спомнав, затоа што кога ќе ја сватите суштината на джезот и како тој всушност создава велелепни маестрални дела преку симбиози на разни, да речем, музички целини, тогаш истото може да го примените и во науката, секако на еден малку поинаков начин, не со импровизација, туку со комбинација на различни методи, различни пристапи, различни науки и дисциплини. Така да и во музеот го правам тоа, мислам, еден дел од мојата работа е насочен на археологијата и на Пелагонија или на неолитот генерално, но преку музеот на Македонија се трудам да презентирам една друга перспектива на архаичните култури, што не оди ни сегментите на традиционалната археологија, туку малку повеќе влегува во домен на антропологијата, што во, например, во американската наука е еднакво, антропологијата, археологијата се и етнологијата се дел од, што би се рекло, иста мајка, деца на иста мајка и заедно како фамилија функционираат. Така да во музеот на Македонија намерно ги правам овие изложби кои се фокусирани на Африка, не затоа што сум стручњак за африканска култура, ниту пак сум етнолог по африканска култура, меѓутоа она што случува во Африка од предисторијата до денес, баш и денес на предавањето тоа го зборев, е многу слично за различни, да речем, етапи од еволуцијата на човекот и на европско тло. Така да затоа и тие изложби имаат повеќе насоки. Едната насока е да ги видиме сите тие форми на културна разноликост кои постојат во светот, а од друга страна, многу убаво кога еден далечен дел од светот ќе им го доближите на луѓе кои за жал немаат многу прилика често да одат во Африка. Сега има нови тури, се патува често во некои африкански земји, меѓутоа онаа архаична Африка се уште е не многу достапна за нашите граѓани и од тие причини е интересно што сте го гледале низ светските музеи, да го донесете и тука или пак она што сметате дека е наведен далечно да го приближите и на некој начин да ги доближите тие различни култури кои мислам дека заслужуваат разбирање, бидејќи тоа на друг начин создава една нова димензија и во нашиот светоглед, бидејќи различностите се неопходни и тие ја овозможуваат таа шаролекост во светот која за жал се загаснува со процесите на глобализација. Па мислам дека одлично време кога можеме преку сите овие форми на како да кажам споделување на
идеите за културно наследство и да организираме изложби во кои и Африка и одредени аспекти на она што се случува во Африка е всушност презентирано кај нас, а и на некој начин многу блиско до она што се случувало кај нас. Например, изложбата Африка во Македонија која беше 2019 година, баш сакаше токму тоа да го потенцира, затоа е таков насловот, колку и да делува научно фантастичен, дека многу елементи од Африка од предисторијата до 21 век се навистина присутни во Македонија, мислам не само во Македонија, него и во останатите балкански земји во Европа. Меѓутоа, бидејќи нели функционираме тука во оваа земја, затоа и така се концентрираше изложбата, а од друга страна изложбата Духовите на Африка имаше за цел за прв пат во Македонија да представи африканско културно наследство. Значи имавме изложено оригинални африкански маски, скулптури и тканини. Нешто што може да го видите во светските музеи или ако отидете во Африка, но еве за прв пат беше овозможено тоа и во Македонија, нели благодарение на соработката што имавме и со Музеот на африканска уметност во Белград, но и со Скопскиот џез фестивал, така да покажавме дека повторно дека се примени џезот, тоа е една соработка меѓу институции или партнери кои никогаш не соработувале претходно, тоест не е замисливо да соработуваат, а тоа се еден национален музеј, еден африкански музеј и една џез организација, дека може да создадат едно многу интересно дело кое за среќа беше многу посетено, нели добивме и награда за најдобра изложба таа година и од Икомос, така да во таа смисла многу ми е драго што многу наши граѓани ја посети изложбата, покажа неверојатен интерес и се надевам дека отвори ни за прашање или пак малце ги смени тие перспективи што ги имаме кон африканскиот свет, тоест кон архаичниот свет, а тоа е дека таа разноликост била и дел од нашето општество претходно, мислам на поинаков начин, но била присутна и дека е многу битно да ја сочуваме и да ја презентираме и во таа насока и новата изложба Африкански лица со прекрасните фотографии на Билјана Јуруковски, една наша македонка од Австралија која всушност навистина го ризикува својот живот да присуствува таму и да ги фотографира овие последни, да речем, одблесоци на архаичната култура во светот, би рекол, не само во Африка, така да тоа е еден, да речем, апел малку да се концентрираме на она што на вистина светот го има, не само ние туку светот тоа што го има и можеби не можеме да го сочуваме, меѓутоа можеме да создадеме еден нов вид на однос кон тој архаичен свет и можеби ќе ни инспирира на поинаков начин ние да пристапиме кон овој процес кој сега сите некако не унифицира и нели има тенденција од практични причини да не направи слични, така да бидејќи по, како да кажем, по животно пределување сум џезер, а можеби не толку многу по музичка, сметам дека е многу битно да се задржи таа разноликост, бидејќи џезот тоа го дефинитивно го потврдува и низ целата своја историја дури и денес, така да сметам дека разноликоста треба да биде животно определува кај многумина, не само кај луѓе од сферата на уметност или науката, туку и кај економисти, кај архитекти, кај правници. И тоа овозможува навистина една многу поинаква и попријатна средина во која постојано ќе се изненадувате од новитетите и од она што е невообичаено за вас, а може да биде прилично пријатно и на некој начин интересно за натамошно инспирирање. Вие практично ми го земавте прашањето, сега велите не сте џезер, па сум во недоумица, јас сакав именно така да го завршам разговорот и со сегментот музика во вашиот живот, па ќе речев дека вие и како уметник и како теоретичар сте припаѓате на една фјужн, на еден правец, и самите го потврдивте тоа и за науката и за музиката, па како што во најавата споменав, вие сте тапанар на групата Сетстат, а сега и на Next to Silence. Кажете ми што прво беше, која беше првата љубов? Се почна со музика или се почна со интересирање за археологијата, за обичаите и така натаму, или тие две нитки ве следеа паралелно? Па секако музиката е корен на се, кај многумина во светот, мислам, дека од музиката почнуваат многу нешта, сам не само животни определби, туку и, не знам, љубовни врски и пријатни, пријателски искуства и, да речем, духовни медитации, така да дефинитивно и во мојот случај музиката се појави прва, а на нејзе многу добро се вклопи предисторијата и археологијата генерално.
И затоа повеќе сметам дека всушност во пристапот кон работата со џезерот, колку што су во музичкиот занет џезер, бидејќи немам формално образование како многу драги и добри музичари од Македонија и од светот, така да ако се декларирам како џезер, одма ќе ми стават анатема, како можеш ти да кажеш дека си џезера, не си завршил школа. Така да во смисла се трудам да свирам колку што може подобро џезерски. Тоа е пристапот, меѓутоа ги знам и сопствените ограничувања. Ама дефинитивно креативниот пристап и во музиката, и во науката, па и во останатите сегменти од живењето, се дефинитивно џезерски, бидејќи сметам дека тоа е можеби една од најсовршените форми на музички и било каков друг пристап во цивилизацијската еволуција, која во основа па има и своји предложки во предисторијата, бидејќи импровизацијата и идејата за комбинирање на разни форми, како што се звуци од природата, ритми, емотивни состојби, тогаш се настанати во предисторијата. Имаме доста сериозни студии за предисториската музика, дури тука позади имаме една таква интересна книга, се вика The Prehistory of Music, и мислам дека дефинитивно џезот не е резултат на 20 век, тој е во 20 век на некој начин формализиран или институционализиран, меѓутоа идејата за импровизација, за спојување разни делови постои од преисторијата и нашата фолклорна музика дефинитивно тоа го потврдува дека езгиите, барем во најмала мера, има џез определба, само што нели не се така на времето дефинирани. Ете, и јас како етномузиколог ќе ви го потврдам тоа, се што кажавте, така што и самите рековте, дипломата не е важна, важно е знаењето, дали е тоа формално или неформално, навистина не е важно. Вие многу посуштински работи кажавте за музиката, отколку школувани музичари, нема да ми се налутат, но јас ми рекоа од режијата дека минутите за овој разговор поминале, не ме ни чудеше, имате толку работи да ни кажете, а и јас толку многу прашања. На крајот ќе ви кажам едно големо благодарам што од предавање за африканско племе дојдовте и пред камерата да одвоите половина час за гледачите на Астрорум и како подарок и сеќавање на оваа емисија, само ќе ви кажам, отидете во една од книжарниците на literatura.mk, сигурно ќе најдете некој интересно четиво. Јас кај мене го имам Милан Кундера, издадени се неговите книги, животот е на друго место, можете таа да земете, а вие ни докажавте дека животот е насекаде околу нас, но треба да сме доволно љубопитни и да почнеме да чепкаме, да ископуваме и да ги толкуваме работите, така ќе сватиме колку ни е богата и културата и наследството и колку не се разликуваме од светот и дека сите ние сме конечно исти и животов е џез. Гоце, јас ви благодарам за ова гостување. Еве, во име на Кундера ќе кажам со неподнослива леснотија, ќе се заблагодарам на вашата покана, вистина беше задоволство и уживав во разговорот и се надевам дека и во наредни прилики, не овака формални, ќе го дискутираме ова што го зборевме до сега, бидејќи нормално и џезот и археологијата и музиката општо имаат безгранични можности на толкување, така да останува нели во иднина да тоа го разговараме. Така да уште еднаш голема благодарност и се надевам дека нешто од ова што кажавме ќе биде интересно да го чујат и другите.